Подарокот за 8 март не е само гест, тој е символ. А охридскиот бисер со својата традиција и безвременска убавина е избор што зборува многу повеќе од илјадници зборови. Затоа од денес се наоѓаме во Рамстор Мол, поточно во продавницата на фамилија Ристевски, каде што ќе може да видите многу избор на бисери и класика. Ајде со мене. Фамилијата Ристевски е првата фамилија која ги изработува охридските бисери уште од далечната 1954 година во Свети Наум. Тајната за изработката на охридскиот бисер дури и денес е едно од најдоброчуваните тајни на оваа фамилија, која изработува бисери соединети во креативни бисерни огрлици на раквици и се пренесува веќе четврта генерација од колено на колено. Фамилијата Ристевски нуди богата колекција на уникатет, рачно изработен накид. Секоја креација се одликува со индивидуален пристап, замисла и дизајн. Тие се изработуваат во различни должини според желбата на клиентот. Моделите се за луѓе кои сакаат да се различни со подвлечен сопствен стил и параметри. По повод 8 март, меѓународниот ден на жената, тимот на Бекстејдж заедно со Ристевски решивме на еден мал, но убав начин да одбележиме оваа прилика. Наместо само честитки, избравме да израдуваме две прекрасни дами од нашата естрада со подарок кој со години е символ на елеганција, стил и женственост. Најпрво би сакала да те прашам како ти се допадна подарокот. Дали ти ми го одбра? Јас со мала помош од тимот на Ристевски. Затоа што можам да забележам дека ти го носиш чистото ланче, инаку премногу ми се допаѓа изборот. Можам да кажам дека на се одговара и стварно добар избор сте направиле. Операција со Гирдонот би сакала да те прашам што за тебе символизира бисерот? Па нешто безвременско е нешто што е вечно, бидејќи знам дека бисерите имаат гаранција за цел живот. Дали еве вака, бидејќи имаше доволно време да разгледаш што се нудат Ристевски, што ти е тебе омилен накид, да кажам, дали обетки, дали гирдан, алка? Искрено омилено што не излегуваш од дома парче накид ми е дефинитивно гирдан, па и обетки. Мислам дека тоа би бил мојот избор, но посебно кога е вакво парче што на се одговара, буквално, и може да го носиш и во елегантна комбинација, во малку поспортска, по секојдневна, навистина е полн погодок. Бисерите од секогаш важеле за накид кој носи посебна приказна, а токму затоа решивме овој подарок да им го подариме на дами кои со својата појава, работа и харизма оставаат впечаток на нашата сцена. Кристина, најпрво би сакала да те прашам како ти се допадна подарокот од фамилија Ристевски, како ти се допадна бисерите? Пред се ти благодарам на поканата, бисерите беа приубави и навистина едве чекам да ги комбинирам. Еве, што за тебе символизираат бисерите? Дали може би мог, женственост, елеганција? Па, мислам дека секоја дама треба да поседува едно парче баш вакво или може би некое друго, но сепак треба да ја посетила продавница. Дали според тебе накидот го минува расположението и елеганцијата кај една жена? Па мислам дека се започнува од внатрешноста на секоја жена, но дека е еден убав украс, да. Така да мислам дека секоја жена се чувствува многу поубаво кога носи некое убаво парче накид. Кога зборуваме за бисерот, секогаш ни паѓа на памет дека токму тој е пронајден во школката. Меѓутоа, охридскиот бисер има поспецифичен метод на изработка. Охридскиот бисер не е најден во школка, туку тој се изработува на тој начин што се зема најблескавиот внатрешен дел од школката, истиот добро се преработува и се добива саканата форма – седефасто зрно. Вториот процес на изработка на бисерот е премачкувањето на веќе добиеното седефасто зрно со емулзија која се добива од карлушката на охридската риба плашица.
И за крај би сакала и јас да им се заблагодарам на Ристевски за мојот прекрасен подарок. Би сакала исто така да додадам дека за мене лично бисерот не е само накид. Тој е некако символ на женската сила, создаден е тивко, трпеливо, слој по слој. Баш како што ние жените чекореме низ животот, со многу љубов, трпение и достоинство.